и дека таа најрешително и со сите средства на револуционерната борба ќе се бори против нивната завојувачка политика спрема Македонија и македонскиот народ. Всушност, со подпишувањето на Мајскиот манифест, Тодор Александров решително раскинал со идеологијата на проблематичниот автономизам, чија доктрина се подпирала врз институциите на бугарската држава. За жал и негова несреќа, опортунистот Тодор Александров си останал верен на себе си. Жестоко притиснат од бугарската влада и од големите сили на Запад, плашејќи се за својот живот, тој го повлекол својот подпис од се што доттогаш го беше договорил со Советскиот сојуз. Се надевал дека со тоа ќе се измоли за прошка. Меѓутоа, надежта на Александров била залудна. По кажувањето на познатиот бугарски генерал Иван Валков, Воениот сојуз под раководството на генералот Иван Русев решил Александров да биде убиен. Убиството да се прикаже како дело на левицата во македонското ослободително движење, за да може и тоа да се ликвидира. Тодор Александров бил убиен на 31. август 1924 година на пат за учество на Конгресот на Серскиот револуционерен округ во близина на село Лапово Мелничко. Физички убици биле Штерју Влахов и Динчо Вретенаров. И тогаш и денес уште повеќе е јасно дека наредбата за убиство на Тодор Александров ја дал Воениот сојуз, додека планот за тоа бил на Иван Михајлов. Впрочем, Михајлов бил сценарист и организатор на убивањето и на водечките личности на македонската левица. Тие започнале на 12 септември 1924 година во Горна Џумаја, траеле цела година, а биле убиени повеќе од 300 души. Убиството на Тодор Александров представува еклатантен пример на манипулација на бугарската политика со македонското ослободително дело. За Тодор Александров, за неговиот живот и дело, е пишувано и се пишува многу. Особено е експлоатиран чинот на неговото убиство. Долго време, па и денес, кога нема повеќе дилеми кој го испланирал и го извршил убиството, тоа злонамерно им се припишува на комунистите во македонското ослободително дело. Голата пропаганда во свое време одела до абсурд. Прикажан како жртва на комунистите во 30-тите години, бил прогласен за светец. По убиството на Тодор Александров, автономистичката ВМРО паднала во длабока криза. Тогаш, на нејзино чело е поставен Иван Михајлов. Во тој период, таа делува во целосна синхронизација на председателот на бугарската влада Андреј Љапчев. Доаѓајќи на чело на ВМРО, Иван Михајлов станал неограничен господар на Пиринскиот дел на Македонија и неодминлива личност во политиката на владата на Андреј Љапчев. Во рок од 7 години, во 1925, 1928 и во 1932 година, организирал 3 конгреси на организацијата. На сите 3 конгреси, само Иван Михајлов одново бил избиран за член на Централниот комитет на ВМРО. Под раководство на Иван Михајлов, со молчелива согласност на владата на Љапчев, ВМРО била претворена во најобична терористичка групација. По наредба на Иван Михајлов, во јули 1928 година бил убиен Александар Протогеров. Убиствата станале секојдневна појава во Бугарија. Тероризмот на Иван Михајлов имал катастрофални последици за македонскиот народ во поделена Македонија, но и за бугарската држава. Последиците особено биле тешки во вардарскиот дел на Македонија, кој се нашол под ударот на 2 тероризма – михајловистички и српски државен, како одговор на првиот. Во суштина, тероризмот во вардарскиот дел на Македонија на српските власти им послужил како оправдување да оневозможат секакво легално настојување на демократските сили на македонскиот народ за подобрување на положбата, за почитување на основните човекови права и потреби на луѓето. Токму тоа,
теророт на Иван Михајлов бил остро критикуван од представниците на Македонската младинска тајна револуционерна организација ММТРО и особено од нејзиниот председател велешанецот Иван Бојаджиев. Доаѓајќи на чело на ВМРО, Иван Михајлов извршил ревизија на идејната и програмска ориентација на организацијата, дефинирани во последната година од животот на Тодор Александров. Причините за тоа се повеќеслојни. Времето кога на чело на ВМРО застанал Иван Михајлов е во исто време и време на се попозитивна афирмација на македонскиот национален идентитет. Тоа особено било присутно во вардарскиот дел на Македонија. Поради тоа, колку што било потребно, Михајловистичката организација што побрзо да се оддалечи од идеите и практиката на Тодор Александров, уште поважно било да изгради своја собствена Михајловистичка програма, со која ќе му се спротивстави на процесот на националното самоопределување на македонскиот народ. На идејата за постоењето на македонски национален идентитет, Михајловизмот формирал своја доктрина, чија суштина се состои во следново. Етнички, македонците се бугари, турци, романци, албанци, евреи и така натаму. Но политички тие се македонци, македонски народ кој има своји интереси, свое место на Балканот и своја политичка задача за исполнување. Географски, економски и етнографски причини ја налагаат самостојноста на Македонија. Кон нив треба да се додадат и политички причини, што се од решавачко значење, елиминирање на балканските непријателства за трајно обезбедување на мирот. Нема македонски народ во етничка смисла на зборот, но во борбата за политичко оформување на Македонија треба да се употребува поимот македонски народ. Тоа е потребно за да се манифестира единството на сите македонци во името на заеднички политички идеал. И второ, за да се подлече без отстапка политичкото решение за остварување на македонскиот народ. Во овој поим македонците ја вложуваат својата политичка припадност и го манифестираат своето граѓанско, не и етничко народносно сознание. Врз основа на оваа теорија е извлечен заклучок дека паролата за независна Македонија е најдобрата формула за запазување на бугарштината во Македонија. Образложението за тоа гласи: Јужните и западните граници на независна Македонија се совпаѓаат со старите етнографски граници на бугарската нација. Тоа значи дека бугарската нација во независна Македонија ќе се развива и зголемува до Олимп и до албанската граница. Тоа значи дека на Грција ќе и се земе територијата што ја заграбила во 1912 година и дека Западна Тракија ќе се најде во положба од која најверојатно ќе се користи Бугарија. И од Југославија, тоест Србија, ќе се откине Македонската област. Вистина, стои во образложението, Петричкиот округ би се вклучил во независна Македонија, но со тоа бугарскиот елемент би се засилил со 200.000 души во Македонија. Зарем не е подобро денес бугарскиот народ од другата страна на Рила да се зачува во една македонска држава, отколку да се асимилира во Срби и Грци? Зарем за Бугарија е подобро да се граничи со силните српски и грчки држави, отколку со братска Македонија?